интензивните врнежи и нестабилните температури, што се случаи деновиве, придонесуваат за неправилен развој и неплодност кај растенијата. Агрономите истакнуваат дека кога се во прашање временските непогоди, овој период од годината е особено ризичен за растенијата, поради нивната остетливост и растветувањето. Како резултат на честите промени на времето, пропратени со пад на температурата, пропратени со врнежи од дожд, се јавуваат голем број на болести по растенијата, кои што се на отворено, но исто така проблеми има и во однос на пониските и повисоки температури, значи поголеми температурни разлики, што пак од своја страна доведува до одредени стресни ситуации по самите растенија. Овие стресни ситуации доведуваат во однос на температурата до пред се намалување и изместување од правилниот режим на развиток на растенијата во однос на развој, раст, плододавање и така натаму, односно поместување и пореметување на биохемиските и физиолошките процеси кои што се јавуваат во овој период. Знаеме пролет месец, почеток на вегетација, каде што имаме пред се интензивен развој на културите кои што особено се на отворени, од областа на лозарство, овоштарство, гринарство, што се садат на отворени, па и полјоделство. Ивановски советува дека лозарите треба да обрнат особено внимание на виновата лоза, бидејќи деновиве со актуелните и варијабилни температури од 10 до 25 степени се создаваат поволни услови за појава на пламеница, која ги напаѓа зелените делови на лозата, што доведува до губење на квалитетот и на принос во лозовите насади, а сличен е и случајот и со овоштарството. Ова го потенцирам затоа што пред се лозарите се навикнати да вршат заштита на секој 15-20 дена, но ова време е идеално за појава, ке алармирам, на пламеница кај виновата лоза, каде што ги напаѓа младите делови, кај што е сега виновата лоза во интензивен раст и развој, веќе има голем број на млади листови, се веќе и формира веќе кај голем број на сорти на винова лоза, има и поминато цветањето, и рековме сето тоа условува да има услови за уништување на виновата лоза од страна на пламеницата. Но и другите култури, еве, овоштарството не е имуно на врнежите од дожд, затоа што ќе нагласам, болестите кои што ги напаѓаат сите растенија барат влага и температури кои што се движат од 10 до идеалните 20-25 степени Целзиусови, идеални температури, влага за појава на овие болести. Ништо. Дополнително, агрономите укажуваат на неопходност од интервенција со одредени стимуланси, односно ѓубрива богати со аминокиселини, кои помагаат на растенијата да се справат со нестабилните температури, како и употребата на редовни хемиски заштити.